Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска. Добар ден, Индекс на Радио Слободна Македонија. Денес е 3 мај. Денеска овој ден се смета за Треден Великден, Светол и Великденски вторник, што продолжува да се слави во домовите на православните верници. Кај народот овој вторник се смета за најдобар во целата календарска година, а во некои места се одржуваат и свадби поради посебниот благодет. Денеска, како што кажав, е 3 мај, 2 дена по меѓународниот ден на трудот, иако 1 мај традиционално се смета за прослава во чест на борбата на работниците и унапредувањето на нивните права. Овој мај Сојузот на синдикати на Македонија одлучи да не излезе на улиците, но најави нова кампања. За каква кампања станува збор? Во студиото на Радио Слободна Македонија го имаме председателот на Сојузот на синдикати, доктор Живко Митрески. Добар ден, господине Митрески. Јас да ви честитам најпрво празниците. Денеска денот е врнежлив, меѓутоа ние се надевам дека ќе имаме добра емисија, имаме за што да разговараме. Добар ден на почеток. Добар ден, благодарам за поканата и ја користам веднаш можноста на слушателите на емисијата и на сите работници и граѓани да им ги честитам првомајските празници и великденските празници секако. Така вие традиционално не одржавте протест по повод 1 мај, денот на трудот, меѓународниот ден на трудот, меѓутоа најавивте кампања која ќе се одржува и се спроведува во текот на целата година. За што станува збор? Во секој случај Сојузот на синдикатите на Македонија од 2010 па натаму има одредени активности поврзани со 1 мај. Истото како наша генерална активност е да сме фокусирани на испорачување на резултати, на испорачување на она што значи задоволување на потребите на работниците, и од тие причини не бевме многу обседнати и се уште не сме обседнати за начинот на кој ќе го реализираме ова првомајско прославување. Сакавме да ја напуштиме како визуелната, така и вербалната демагогија. Значи не е доволно само да се излези за 1 мај, да се прошета низ улиците и со тоа да сметате дека сте исполниле задачата, туку напротив, нашиот фокус е концентриран на тоа 1 мај да го славиме цела година, значи да испорачуваме резултати и како што знаете во текот на изминатите години, кога ги правевме кампањите, како резултат на тие неколку кампањи беше донесен и законот за минимална плата, беше донесен законот за мобинг, беа донесени измените на законот за измени и дополнување на законот за безбедност и здравје при работа, беа изменети низа новели на законот за работни односи, така да бевме концентрирани на остварување на резултати преку едно кампањско работење. Минатата година имавме еден марш на солидарноста, значи излеговме на улиците и го отворивме процесот на обезбедување на безбедни и здрави работни места и на сигурни работни места. Оваа година, имајќи во предвид дека станува збор за поклопување на празникот со Великден, а со цел да не ги повредиме и чувствата на огромен дел на наши членови кои се од христијанска вероисповест, а и со цел да отвориме еден поширок простор на една кампањска работа, оваа година го посветуваме 1 мај на кампања која е поврзана со организирање и мобилизирање на ново членство. Станува збор за еден суштински аспект во делот на синдикалното движење. Самиот факт што на ниво на свет негде падна синдикалното движење или густината на синдикалното членство на 7,7%, или тој рапиден пат на синдикалното зачленување е присутен на секаде и на запад и во европските земји. Да земеме една Германија, например, во 1990 година имаше 11 милиони членови, за да имаме моментално 10 околу 6 милиони членови. Истиот тој тренд се запазува и на земјите на Балканот, се запазува и во Македонија. Имаме голем дел на неорганизирани членови кои не можат да ги остварат своите права, а со цел да обезбедиме колективна заштита која во овие услови, во овој систем на наметнати неолиберални политики и на наметнат капитал, единствено заштитување кое може на некој да го даде е само синдикатот. Од тие причини, посебно и лоцирањето на проблемот кој го имаме
и во индустријските зони, но и во голем дел на мали предпријатија, претежно во Република Македонија имаме огромен број на мали и средни предпријатија, точно се фокусиравме да го спроведуваме тој дел во реализација на една програма која ќе биде поврзана со организирање, мобилизирање на ново членство, која ќе оди и преку регионалните наши синдикални инфраструктури на ниво на Сојуз на синдикати на Македонија, се разбира ќе оди и преку гранските синдикати кои се воздружени. Тоа е едниот сегмент, а вториот сегмент ќе биде и понатаму да продолжиме со проектите поврзани со остварување на безбедни и здрави работни места, односно максимално настојување да се имплементираат измените на Законот за безбедност и здравје при работа, кои точно дојдоа како резултат на една поранешна кампања во 2014 година, кога ја водеше Сојузот на синдикатите на Македонија и кој првпат во историјата на Република Македонија успеа да го измени Законот за безбедност и здравје при работа и да му даде исклучителна зајакната контролна позиција на претседателите на синдикатот и на синдикатот. Како кампања за организирање и мобилизирање на нови работници кои би станале дел од Сојузот на синдикати на Македонија, во моментот колку членови брои синдикатот и за колкав број на нови работници кои што би можело да бидат мобилизирани станува збор? Значи, моментално Сојузот на синдикатите на Македонија има околу 70.000 членови кои плаќаат членарина, но рачунаме дека имаме уште околу 20.000 други членови кои по разно основи не можат да плаќаат членарина или пак имаат проблеми во делот на исплатата на таа членарина. Значи, очекувањата се дека во најмала рака треба во текот на оваа година да добиеме уште повеќе од 5 до 7.000, не одиме со исклучителна гломазна бројка, бидејќи насоките на Светската конфедерација на синдикати и на Европската конфедерација на синдикати беа насочени кон тоа најмалку 5% од вкупното членство да имаме зголемување секоја година, така да мислам дека тие планови се доста реални кои ги имаме во предвид вземено. Радува фактот што веќе имаме зголемување на членство во делот на синдикатот на сообраќај и врски, во делот на синдикатот на здравство, каде што како резултат на низа активности кои ги има овие грански синдикати дојде до зголемување на членството, имаме зголемување на членството и во синдикатот на шумарство и очекуваме ваквиот тренд и во некои други синдикати да продолжи како би дошле до една пристојна бројка која би значела зголемување на нашата мобилност. За 1 мај се протестираше, односно протестни маршеви се организирани со сите поголеми градови низ целиот свет. Претежно она што можев да го прочитам и да забележам е дека работниците бараа повисоки плати. Каква е состојбата во однос на ова барање низ целиот свет во Македонија? Какво е нивото на плати во Македонија во моментот? Значи, ние во рамките на нашиот проглас, кој беше исто така доставен, точно се фокусиравме на повеќе барања кои беа поврзани со делот на напредувањето на социјалниот диалог, во делот на подобрување на работните места, во делот на зголемување на платите, форсирање на индустријската демократија, отворање на процесот на учество на работниците во колективното преговарање, но и во колективното управување, обезбедување на здрави услови при работа, како и избогатување и обезбедување на социјалните права и стандардите на нашите работници. Значи, нормално е секој синдикат во рамките на својата агенда да настојува зголемување на платата. Ние сме кажале во Сојузот на синдикатите на Македонија дека секогаш ќе настојуваме и тој закон кој го донесе владата заедно со социјалните партнери за минимална плата, дека ќе настојуваме во една агенда да го зголемуваме, иако тој беше предвиден тоа зголемување секоја година да биде поврзано со 39,6% од просечната исплатена плата. Значи, моментално некаде зголемувањето на платите е од 49%, значи 10% повеќе од она што предвидувавме. Во одредени сегменти, каде што и текстилот достигна 9590, имаме зголемување и се надевам дека тој тренд ќе продолжи, но нудиме и една новина, исто така во она што го реализираме преку нашите барања, преку првомајскиот проглас, а тоа е потпишување на протокол за социјален напредок. Во рамките на тој протокол за социјален напредок, каде што ќе бидат содржани повеќе
повеќе елементи и повеќе сегменти кои се поврзани со поттикнување на процесот на колективно преговарање и на ниво на работодавач, зајакнување на процесот на колективното договарање и преговарање и преку законот за работни односи, преку некои други закони. Исто така, значи, настојуваме и да утврдиме еден друг механизам на утврдување на минималната плата, односно ќе настојуваме секогаш да реализираме една наша агенда која ќе оди во збогатување на стандардот на работниците и преку зголемување на платите. Мислам дека агендата која имавме се покажа исклучително добра, не само што се зголемуваа платите во текот на овој период, како што кажав, некаде за 49%, за разлика од тие предвидени 39,6% кои беа во законот за минимална плата. Самиот факт што доаѓаше до зголемување на минималната плата, која патем речено во 2010 беше 4500 денари, сега е 10.080. Зголемувањето на минималната плата придонесе да дојде до зголемување на коефициентите во колективните договори. Значи, некаде во поголем број на грански синдикати каде што се подпишуваа колективните договори, бележевме зголемување на платата од 30%. Исто така размислуваме дали ќе го афирмираме и тој дел околу утврдување на една друга основица за пресметка на минималната плата, но во рамките на тој протокол за социјален напредок се разбира во заедно содејство кој ќе го понудиме и до организациите на работодавачи и до владата на Република Македонија, ќе настојуваме да афирмираме и оваа активност. Така, тука ќе направиме една кратка пауза за реклами, се враќаме веднаш во студиото. Да, се враќаме во студиото, како што веќе знаат нашите слушатели, гостин е председателот на Сојузот на синдикати на Република Македонија, професорот, односно доктор Живко Митревски. Господине Митревски, вчера се одржа еден протестен марш на кој што дел од гранковите синдикати на Сојузот на стопански комори учествуваше, на Сојузот на синдикати на Македонија побара измена на низа закони кои што ги опфаќаат правата на работниците во земјава, како што се Законот за работни односи, администрација, па и за високо образование. Сметате ли дека треба да се интервенира во овие закони? Па, мислам дека во секој момент Сојузот на синдикатите на Македонија од 2010 па наваму одеше во делот на измени на Законот за работни односи. Значи, ако ги погледнете сите измени, ќе видите дека од 2010 до 2016 година имаме низа измени. Ќе спомнам само неколку. Во 2010 например, по наша иницијатива и по барање на Сојузот на синдикатите на Македонија, суспензијата, односно надоместокот за суспензија на работници од 30% се зголеми на 50%. За прв пат во историјата со измените на Законот за работни односи беше вметната директивата поврзана со информирање и консултирање и се вметнаа посебни одредби за имплементација на конвенцијата, исто така на МОД за информирање и консултирање. Потоа на наше барање се промени Комисијата за определување на репрезентативност, каде што се утврди трипартитниот состав. Во делот на заштитата на работниците по основ на бременост, мајчинство, исто така за прв пат се воведоа нови одредби во Законот за работни односи, се промени Законот за работни односи каде што се елиминираа манипулациите во делот на спогодбените откази, каде што задолжително мора да се стави својерачен подпис од сега па натаму, се зголемија мандатните казни за непријавени работници и се даде можноста дури и да се затворат тие предпријатија 15 дена доколку биде утврдено дека има повеќе од 3 работници. Се утврди нова активност поврзана во Законот за работни односи, поврзана со третманот на сезонските работници. Исто така обезбедивме зголемување на бенефицираниот стаж на рударите, обезбедивме дури измени на законот, кривичниот закон, каде што неисплаќањето на платата или пак вршењето на притисок за давање на плата во пликови исто така да се третира кривично дело, така да направивме низа измени во Законот за работни односи и она што е генерален став што го утврдивме во рамките на економско-социјалниот совет е дека може да бараме за измени на Законот за работни односи, но со оглед на
присутната економска криза која беше во сите овие години, тие да бидат исклучиво поврзани само со унапредување на законодавството и изголемување на правата. Тоа го правевме во текот на овој цел период и така да неразбирливи се и несфатливи некои тврдења дека не биле правени измени во прилог на работниците. Значи или тоа е злонамерно се прави или пак е тотално непознавање на проблематиката. Ние издадовме дури во оваа смисла да демантираме се она што е правено или не, брошура која ги утврдува хронолошки сите тие измени што постигнавме и во делот на нашите програмски потврди, како што знаете, претходно зборувавме за законот за минимална плата, го изменавме законот за безбедност и здравје при работа, го донесовме законот за мобинг, го потпишавме општиот колективен договор за приватен сектор после низа години, ние го вративме регресот за годишен одмор. Исто така направивме низа дополнувања во самиот закон кој е поврзан и со решавање на статусот на администрацијата и на давателите на услугите, каде што ви го видоизменивме тој закон, каде што утврдивме дека покрај исплаќањето на платите кој е поврзано со закон, задолжително тоа да се прави со колективен договор и на тој начин го ставивме во функција синдикалното преговарање, што не значи дека сите закони се идеални и дека не треба да се бара и понатамошно унапредување. Всушност синдикатите постојат точно за да обезбедат понатамошно унапредување, но тоа унапредување значи треба да биде на начин каде што ќе се разговара, каде што ќе се преговара и преку силата на аргументите ќе треба да го докажеме нашето барање. Така да мислам дека во цел овој период Сојузот на синдикатите на Македонија како никогаш досега, како никогаш во овој период наназад, да речеме одредени критичари кои наназад работеле во синдикат по 10 години, воопшто никош глас никаков не кренале, па сега најдоа за сходно да креват, а кажувам дека во цел овој период тоа го правевме. Истите тие личности, иако вршеле исклучителни функции во претходниот период пред 2010 па 10 и повеќе години, воопшто ги немало никаде. Така да мислам дека се вметнуваат одредени тези кои силата на аргументите ги побива, така да од вистината нема бегање, вистината е поврзана, како што кажав, со низа активности кои ги направивме. Се разбира, пак потенцирајќи дека за синдикатот секогаш не е ништо доволно, секогаш синдикатот треба да бара и ќе бара колку што може повеќе. Така вие како председател на Сојузот на синдикати на Македонија минатата недела упатите еден апел до сите оние кои што протестираат првенствено низ улиците на Скопје, уништуваат приватен и државен имот, но протестираат и низ повеќе градови низ републиката. Што им порачавте? Значи, правото на протест е демократско право и навистина не може да се замисли демократска држава ако не го обезбедува тоа право, се разбира до одреден момент додека не премени во насилство. Ние она што го порачавме, значи беше поврзано со пред се кон политичарите, не кон тие што протестираат, бидејќи како што кажав демократско е правото на секој да протестира. Меѓутоа апелот беше упатен до сите политички субјекти во Република Македонија, колку што е можно максимално политичката криза да се реши подитно, бидејќи таа рефлектира несигурност во самите семејства, несигурност меѓу работниците, несигурност кај бизнисмените, несигурност воопшто во цела институционална структура што има Република Македонија. Еве имаме најави во делот на откажување на дел од договори во текстилот, отпаѓање на дел од оние договори кои беа поврзани со лон работа. Гледате што се случува и со загубите кои ги бележи железницата, станува збор за еден систем на поврзан лонец, кој сигурно ќе се шири и ќе предизвикува дополнителни проблеми. Значи тие проблеми се рефлектираат и во синдикатите каде што дел од одредени структури завземаат одредени политички позиции, па шират невистини, па шират лаги, па тие сите беа демантирани од страна на надлежни органи, така да колку што е можно побрзо да заврши кризата, апелот е да политичките субјекти навистина максимално се вложат и му помогнат на македонскиот народ и на работници оваа криза максимално подитно да заврши. Така тука ќе направиме кратка пауза со разговорот. Да, се враќаме во студиото, продолжуваме со разговорот со доктор Живко Митревски, председател на Сојузот на синдикати на Македонија. Председателе,
го спомнавте, односно разговаравме за протестот, разговаравме за апелот за кој што рековте, кој што го испративте минатата недела, адресиран до политичките партии. Ги нацнавте притисоците на политичката криза врз секторите како што се текстилот и така натаму, но воопшто како политичката криза ќе се одрази конкретно врз работниците, доколку таа и понатаму продолжи и добива се поголем интензитет, впрочем како што и деновиве го чувствуваме сите ние. Па мислам дека апелот не е случаен. На крајот на криштата секоја криза завршувал со одреден постигнат меѓусебен договор. Се надевам дека и ќе биде постигнат договор, се надевам дека и ќе се реализираат институционалните сите облици на демократија кои предвидуваат и кои завршуваат на крајот со избори, и се надевам дека политичарите ќе ги слушнат апелите. Значи упативме апел и како синдикат за побрзо завршување на криза. Такви апели упатија и работодавачите, и мислам дека доколку продолжи кризата, навистина Република Македонија ќе се врати многу назад. Ние дојдовме до исклучително добро ниво на развој на Република Македонија. Започнаа странските инвестиции, започна да се зборува за Република Македонија, започна да се зборува за Република Македонија и на синдикален план, бидејќи навистина сите овие закони кои ги носевме и сите овие конвенции кои беа донесени, патем речено 8 поред, ги унапредуваа меѓународните стандарди, и Република Македонија беше ставена како пример и за еден развиен социјален диалог. Се разбира, тој диалог ќе го прошируваме и понатаму, но рефлектирањето на кризата ќе предизвика проблеми со исплата на платите. Проблемот на исплата со платите ќе предизвика проблеми со исплата на пензиите. Понатаму тоа ќе предизвика дополнителна криза институционална, која и сега ја имаме, така да не случајно го реализираме овој апел. Овој апел го реализиравме во како регионален совет Солидарност со помош и на нашите братски синдикати од обкружувањето и во други држави, и се надевам дека и во Република Македонија навистина ќе се најди и сила и храброст да се надминат овие позиции, како би се вратиле на стариот пат повторно Македонија да биде спомнувана како лидер во многу полиња, така да би сакал наредната средба која ќе имаме да зборуваме дека влегуваме во едни помирни води. Се надевам дека така ќе биде. Преди недела го одбележавте Светскиот ден за заштита при работа, чина беше четврток. Во извештајот се наведува дека лани на работно место починале 35 работници во Македонија, најмногу од нив се жалеле на мобинг. Каков е епилогот од овој извештај, што треба да заклучиме? Значи, не случајно и на почетокот укажував на тоа дека ова раководство на Сојузот на синдикатите на Македонија ќе биде фокусирано на резултатите, а не на таа визуелна и вербална демагогија. Значи, наместо во тој момент во 2014 да се шета по улици еден ден и со тоа да се каже дека ние исполнивме нашата задача, еве го прославивме 1 мај, или она што го кажував во одредени конфронтации на мислења со одредени други наши колеги. Значи, не е доволно да бидеш верник ако одиш во црква или во џамија или во некој друг религиозен објект само за Великден или за Бајрам, туку треба да одиш во црква за да бидеш или во џамија верник секој ден, би рекол јас, или најмалку повеќе пати неделно. Така и со синдикатите. Не е доволно вие да протестирате и да ги изразите своите чувства за еден ден, туку напротив, треба само прегорно да работите и посветено во текот на цела година. Ние точно таа 2014 година работевме постојано, дојде до измени на Законот за безбедност и здравје при работа. Со тој закон му се возможи синдикалецот да врши контрола на работните места, дури да може тој процес да го запри, доколку утврди дека не се исполнуваат безбедносните услови, да може да присуствува, да мониторира при донесувањето на и подпишувањето на записникот од инспекторот на труд, да биде запознат со воведувањето на нова технологија и да интервенира за секој работно место кога има или нема одредена опрема. Значи,
Исто така не може да се донеси клучниот документ изјава за безбедност и здравје при работа и ризикот при утврдување на работата без да биде присутен синдикалец. Тоа го правевме и ова го правиме со цел да му кажеме на нашите синдикалци максимално да го искористат. За прв пат во историјата тоа е донесено со еден прозападен тип на синдикални действувања и во оваа сфера. И мислам дека тој ангажман даде резултати. Ако претходно имавме некаде скоро секоја недела, некаде пред 2010-та несреќи при работи, смртни случаеви, во 2013 година исто така имавме околу 44 смртни несреќи, веќе податоците покажуваат дека драстично се намалува бројот. Значи имавме негде околу 39, се намалува вкупниот број на несреќи од 440, овај пат имавме негде над 100 и нешто несреќи. Значи останува многу да се работи, останува да се видоизменува свеста и она што сакавме да го покажеме и како синдикат во тој проект кој го работиме заедно со Македонското здружение за заштита при работа и да ја направиме таа атмосфера да бидат одговорни не само работниците, не само синдикалците, туку напротив и работодавачите. Значи само во еден заеднички круг, во една заедничка активност на социјалните партнери, но и на граѓанските организации, кои исто така треба да ја градат и да ја развиваат таа атмосфера на подобрување на безбедносните услови, ќе дојдеме до резултати каде што ќе зборуваме дека имаме подобрување. Значи подобрувањата за разлика од тие 400 и кусуро несреќи веќе се евидентни, имаме 100 и кусуро несреќи, но тоа ни дава за право дека максимално и понатаму треба да се ангажираме да го заштитиме животот на нашиот работник. Ги спомнавте несреќите на работното место, мобингот исто така предничи во однос на жалбите на работниците кои што веројатно во текот на минатата година стасале до Сојузот на синдикати, но дали во текот на минатата година досега забележани се поплаки во однос на нередовна исплата на плати, на пензиско осигурување и прековремена работа? Значи, околу неисплатата на платите можеме да кажеме дека направивме исклучително клучен напредок. Само еден податок да ви спомнам, значи некаде 2006 година, 2005-та, 35% од 30 до 35% работници во Република Македонија не примаа плата и имаа проблем со исплата на пензиско и здравствено осигурување. Ние, воочувајќи го тој проблем, максимално што се ангажиравме, значи да ја елиминираме работата на црно. Понатаму се ангажиравме во делот на донесување на тој закон за минимална плата, кој е задолжителен и кој дава можност задолжително прв пат во историјата законски да се исплатува платата, се зголемија казните за непријавена работа, непријавени работници, се зачестија контролите и тоа денес придонесува да во Република Македонија негде околу, според податоците од Државниот завод за статистика, а и според наши видувања, некаде од 1,5 до 2,5% само да не примаат плата работниците во Република Македонија. Значи тоа беше еден од нашите најголеми ангажмани кои придонесоа да дојдеме до една ваква состојба и до создавање на ваква атмосфера. Значи вториот дел ќе одиме понатаму во нашите активности на зголемување на платите, кои исто така ги правевме во текот на овој цел период и веројатно исто така информирани сте и знаете дека и во голем дел на јавни претпријатија каде што постоја големи долгови во делот на неисплатени придонеси, исто така со донесувањето на измени и дополнување на закони го решивме и тој проблем, така да денес барем во однос на таа сфера можеме да зборуваме дека имаме значително подобра атмосфера во делот на редовноста на исплата на плати и во делот на пензиското и здравственото осигурување. Дали синдикатот е задоволен од соработката со инспекторатите и со државата? Значи, ние фокусиравме дека исклучително треба да се подобрува таа активност заедничка на социјалните партнери и за информација поширока, голем дел од нашите активисти тоа го знаат, дека минатиот месец подпишавме и 2 меморандуми за поттикнување на соработката и со трудовиот инспекторат и со вкупно инспекторатот поврзан со испитување за испроведување на работното законодавство.
тој меѓусебен договор го потпишавме, значи фактички со представниците на владата, го потпишавме заедно синдикатите кои действуваат во Република Македонија и кои се согласно законот репрезентативни или легитимирани во одредени меѓународни институции, тоа значи заедно со СМКСС и Унијата на независни синдикати на Македонија, заедно со Организацијата на работодавачи и Бизнис конфедерацијата на Република Македонија, што значи дополнително правиме обиди и напори за сите тие прашања заеднички да делуваме и заеднички да ги решаваме проблемите. Значи тоа е една нова новина и тоа е една новина која направивме и во делот на непријавената работа и борбата против непријавена работа. Значи тоа се два документи кои ги потпишавме и кои сметаме ќе дојдат и ќе предизвикат дополнително напредување на состојбите. Кога го спомнав инспекторатот, дали имате сознание какви се ефектите од контролите што ги имаат инспекторите на терен? Дали работодавците научија да ги исплаќаат прекувремените работни сати? Па мислам дека превенцијата која ја имаме и со зголемувањето на казните, но и она атмосфера и она состојба која секаде е присутна. Мислам да бидеме реални, таму каде што има синдикат, таму каде што има контролен механизам, таму каде што обезбедуваме контролна заштита, работата е значително подобра отколку таму каде што немаме синдикат. Значи, нашите анализи покажаа дека таму каде што имаме синдикално организирање, скоро и да нема прашање каде што не може да се реши, или пак да не обезбедиме механизам за веднаш обезбедување на една контролна функција. Таму каде што немаме синдикат, постојат проблеми и тие проблеми се реални и евидентни. Така да не случајно ја правиме и кампањата, како што кажав, да се вратам на почеток, за организирање и мобилизирање на ново членство, каде што само преку содејство на овие механизми во оваа активност ги вклучуваме и оваа атмосфера ја градиме и со работодавачите. Значи еднаш дефинитивно и тие сваќаат дека обезбедувањето на вакви аномалии пак ги иритира другите работодавачи кои постојано ги извршуваат своите обврски кон државата и на крајот на краиштата, доколку тоа не го прават, фактички ќе обезбедуваат нелојална конкуренција. Значи тоа е круг заинтересирана е државата за да обезбеди фискални моменти за подобрување на фискалната политика, така да мислам дека на добар пат сме заеднички само да ги елиминираме и овие пропусти. Колективно преговарање и синдикално водство. Ова е труд кој што вие ќе го презентирате, ќе го промовирате, ваш труд конкретно месецот. Зашто станува збор и каква порака сакате да испратите? Па, пораката е многу едноставно, дека без колективно преговарање и без легитимирање на позициите на синдикатите и на работодавачите, без дефинирање на одредени права и обврски кои во секој случај на секаде државата не може да ги прави и ниту треба да ги прави секаде државата тие дефинирања. Единствен инструмент и механизам со кој ќе се дорегулираат правата и обврските се точно колективните преговори. Точно околу системите, кои се тие прашања кои се поврзани, какви се системите во светот, во Европа и така натаму, беше обид од моја страна и од еден научен аспект да го истретирам тоа прашање и се разбира да го поврзам со умешноста на синдикалното водство и синдикалните лидери, бидејќи се тие кои го фокусираат проблемот, тие се тие кои треба да го анимираат проблемот, да направаме еден спој, се со цел да обезбедиме еден активен пристап на синдикатот во Република Македонија и да го поттикнеме синдикалното движење, но и државата преку пораките што ги упатуваме, максимално да се ангажира во делот на подобрување на состојбата со колективното преговарање, особено, пак ќе ги спомнам и индустријските зони и повторно ќе ги спомнам и малите и средни претпријатија таму каде што нема колективни преговори. Тоа е и еден простор каде што сметаме дека треба да се интервенира и во Законот за работни односи, каде што ќе утврдиме и одредени други појаки подсврсти механизми кои ќе ги упатат и работодавачите и претпријатијата да седнат колективно да преговараат. Јас ви посакувам успешна промоција, успешна работа за сето она што како новитет го имате во Сојузот на синдикати на Република Македонија. Повторно ќе ве поканиме во уште една нова индекс на Радио Слободна Македонија. Тука завршува нашиот разговор, времето предвидено за разговорот заврши. Јас ви посакувам убав ден и на слушателите им порачувам да останат на Радио Слободна Македонија, бидејќи следува музика.
Да, останува уште време да ја одјавам денешната индекс на Радио Слободна Македонија. Индекс се емитува во продукција на Радио Дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум Маја Дамјановска, уредник и водител на индекс. Денес е 3 мај. Ве оставам во добро расположение и се слушаме повторно за една недела. Имете убав ден. Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска.